не случајно овој проект доаѓа како надоврзаност на претходниот, значи очигледно е според првичните бројки дека Струмица е загадена општина и токму во прилог на тоа Green for Good понудува неколку решенија во кои што нели имаме значи за електрични возила, имаме фотоволтаици во 4 општини, од кои што повеќето веќе од 3-ната имав некој состанок, бидејќи таму тендерот е при крај и треба да се треба во овој месец да се монтираат тие фотоволтаици. И нормално имаме уште едно градови Шиво Гевгелија, ќе правиме 2 објекти кои што ќе бидат наменети за обука за поврзана со зелена енергија. Значи тие се така главните активности од овој проект, кој што и министерот кажа дека е највисоко вреднуван во цела програма, бидејќи навистина се работи тука за висока технологија и тука навистина немаше конкуренција од прилика која што можеше да каже дека овој проект не може да помине или некој друг да биде. Бидејќи јас самиот потекнувам од овој регион, од Богданци, ја представувам ова италијанска организација веќе од 2002 година, значи поминале 24 години, и секој пат сум настојувал да повеќето од проектите, во повеќето од овие проекти бидат вклучени општините, дали Богданци, дали Гевгелија, дали еве сега во регионот. И така да и наредните заложби ќе ми бидат сега од регионот. Во последно време сме повеќе со општина Босилово, бидејќи градоначалникот навистина прави големи заложби да направи нешто повеќе за својата општина. И она што можам за крај да го кажеме, една благодарност исто и до Министерството, бидејќи се осеќа една посветеност од страна на Министерството во рамките на сама програма, бидејќи навистина и 15% некој можеби ќе рече е мал, меѓутоа не е мал. Токму тие се средствата кои најчесто не достигаат, односно фалат во сите овие и поготово ова програма која што е најтешка со буџет 23-25 милиона колку беше, тоа воопшто не се малку пари и се осеќа посветеноста на Министерството да го одработи тоа и да за наредната програма што ќе биде со Грција, која што повторно ќе биде најтешка, реално гледајќи, бидејќи Грција е силен партнер во страна на Европската Унија и ние генерално треба да се насочиме кон што повеќе можеме да искористиме од таа страна.